Растргната меѓу семејството, професијата, обврските како мајка, сопруга, нечие дете, традиционалните норми и балканската обичајност. Македонската жена неодалеку не е доволно присутна во општествените текови, на локално и на централно ниво, унаму каде што се креираат политиките. Иако помногу бројна од мажите е пообразована според степенот на едуцираност, женската популација во земјава и натаму е жртва на се поголемиот јас со мажите, независно дали станува збор за работните позиции, раководните места, собственичкото право, како и семејното насилство и политиката. Со ова Македонија не е исклучок од глобалната тенденција на зголемување на гапот помеѓу редовите на сите полиња, со што се губи трката за еднакви права на мажите и на жените. Ако претходната влада имаше скромна 25% застапеност на жените во министерските улоги, 5 од 16, оваа бројка сега е намалена за половина, па има само 3 жени на министерски позиции. Зачудува фактот што во законодавниот дом, но и во законската сфера постојат организирани форуми, но и стандарди за зголемување на бројот на жената во политичките процеси, но незиниот број од година во година опаѓа. Иако има комисија за еднакви можности во собранието, а тука е и клубот на жените пратенички, а во изборниот законник присутни се и квоти, тенденцијата на женската присутност бележи регрес, па од 52 жени пратенички во минатиот парламентарен состав, сега има само 43. Во единиците на локалната самоуправа, бројот на жени градоначалнички се брои на прстите од едната рака, зошто политиката за жените станува неатрактивен предизвик. Исто така се работи многу на вработливоста на жените. Имаше голема бројка на жени кои што беа невработени, меѓутоа со програмите од Министерството за труд и социјална политика кои што беа за само вработување и вработување на жени, голем број од жените се вработија, да кажеме бројка 10 до 12.000 лица се вработуваа секоја година со плановите за самовработување. Треба да се грижиме за сите жени во нашата држава. Имаме самохрани мајки кои што имаат потреба од реална помош и поддршка од државата. Треба да ги застапуваме нивните прашања. Имаме жени пензионерки. Имаме жени кои што се лица имаат деца со попреченост или самите се лица со попреченост. Имаме жени кои што имаат ретка болест или имаат дете со ретка болест. Треба да излеземе во пресред како застапници на жените и нивните проблеми да ги застапуваме и конкретни закони да помогнеме и да дадеме поддршка од секој можен аспект. Ние како коалиција ја докажавме тоа со тоа што имаме 3 жени заменик министри кои придонесуваат на инклузивност и донесување на политички одлуки. Но дали е тоа задоволително? Јас лично можам да кажам дека не. Ние како коалиција, а особено како жени во парламентот, ќе се залагаме во иднина застапеноста да биде регулирано со закон, при што ќе се залагаме да донесуваме закон кој ќе го регулира и застапеноста во извршната власт, како што е во изборните политички листи, кога излегуваме на избори, тоа да биде и за извршната власт. Намалениот женски интерес за вклучување во процесите на одлучување се должи на тоа што тие се помалку застапени на работните позиции, што се реперкуира и врз нивната економска моќ, која би ги направила независни во одлуките за личниот развој и прогрес, а и се на позиции по природа кои се помалку платени, за разлика од така наречените машки професии. Нив ги има помалку и во корпоративниот сектор. Пречките на нивниот пат го кочат предприемачкиот дух на жената. Од Бизнис конфедерацијата проблемот го гледаат и во традицијата, но и стереотипите во македонското општество, каде имотот во мал број случаи го наследуваат жените, што би било добра основа да се започне одреден бизнис. Нашиот систем на пристап до финансии, кој традиционално и можеби конзервативно секогаш е поврзан со банките, не со некои други инструменти за пристап до пари, се уште гаранцијата за бизнис е врзана со опремата, објектот, имотот, недвижноста и така натаму, кој традиционално, доминантно, се уште генерацијски се пренесува се помалку и помалку на жените. Ние имаме таа традиционална култура дека
во една заедница, повторно имотот останува кај мажот, се уште се практикува тоа, иако нели има исклучоци и намерата е да бидеме сите еднакви. Меѓутоа тоа се надеваме дека со тек на време и со еманципацијата и еднаквоста дека оваа состојба ќе се промени и дека ќе имаме балансиран пристап до финансии поврзан со гаранциите и поврзан со имотот или недвижностите. Да. Тоа може да го смени таа родова еднаквост во бизнес. Дефинитивно. Да, дефинитивно тоа ќе го смени, бидејќи една жена кога ќе се осмели и кога ќе се охрабри или кога ќе на нејзината агенда и програма ќе дојде една нова инвестиција или нов бизнис или создавање некоја си нова вредност, тоа ќе го прави независно без посебни дозволи, одлуки и така натаму. Покрај помалку платениот женски труд во одделни гранки, неплатената домашна работа, една од две жени не е ниту активен барател на работа на пазарот на труд, утврдува анализата на Finance Think. Истражувањето покажало дека во принцип жените воглавно се вработени во сектори со пониски примања, што сето заедно резултира со родова сегрегација, кога станува збор за вработувањата. Отаму препорачуваат дека треба да се обрне внимание на родовите стереотипи, кои се пречка за зајакнување на економската независност на жената. Стереотипите за улогата на жената во општеството и особено стереотипите во делот на одгледување на деца и помош во домаќинството, понатаму сопствениот став врз тоа дали јас и во која мера сакам да бидам реализирана во кариерата, ставот кон работата, и двата фактори се поврзани со обврските во однос на чување на деца и помош и обврски во семејството. Ова не е и за изненадување, земајќи предвид дека се уште обврските на жената, обврските во домаќинството паѓаат на грбот на жената, затоа што се уште сервисите кои означуваат поддршка за одгледување на деца, како што се детски градинки, дневни престои, понатаму друга форма на згрижување каде што може децата да бидат згрижени во тек на денота, жената да може активно да се вклучи на пазарот на труд, се многу малку и недоволно застапени, особено не се ваквите сервиси застапени во руралните средини. Вториот аспект, значаен е недоволни сервиси за грижа на стари лица, кои што и понатаму влијаат за тоа жената да ги преземе дополнителните обврски. И доколку сето ова го ставиме во што значи економски, ќе забележиме дека ваквата неактивност на жените ја чини државата 8% од бруто домашен производ. Односно, домаќинската работа на жените кои не се активни чини 8% од бруто домашниот производ, и тоа не е малку и може да економското јакнење на жената е севкупна позитивна, би било од севкупна позитивна полза за севкупното општество. Телевизија 24 направи анкета што мислат жените за нивната состојба во општеството. Дел од нив сметаат дека треба да се подобри нивната економска состојба за да не бидат зависни од мажите, но и се свесни дека нивните права може да им се напредат, но во зависност од тоа колку ќе биде силна нивната борба, а и колку жените ќе бидат единствени, но и организирани во разни облици на здружување. Сите да имаме поголеми плати, поголеми примања, подобар живот, да речам, подобар стандард. Работат убаво, дури поубаво од мажите. Знаат да се снаоѓат, многу нашите жени се напредни. Ја имам така искуство. Не од мое лично, моите поблиски. Се треба да се промени. Многу има за промена во нашата држава. Не е нешто на многу високо ниво поставено. Јас сум жена која цел живот бев во присуство на мажи, во фабрика, на раководно место, сама жена, така да моите права комплетно ги остварив. Меѓутоа, целосно гледано, секогаш се наоѓа начин малку да се омаловажи жената. Не можеме да го надминеме тој нашиот критериум што се однесува до жените. Они се стално се малку да мора да се малку понижени. А каде лежи проблемот според вас за сето тоа? Во менталитетот на мажите во Македонија, кои што не можат никој работи да ги прифатат.
А токму економската нееднаквост е добра почва за психичко насилство и тортура во едно семејство, кое преминува неретко и во физичко насилство. Полициските билтени се преполни со насилници кои дигаат рака врз својот брачен партнер, оној од понежниот пол. Од Националната мрежа против насилство врз жената сметаат дека треба да се воспостави економска независност на жената, особено во процесите на судските постапки кои се водат против мажите насилници. Обезбедувањето на советувалишта, шелтер центри, психолошка подршка, да не бидат само мртво слово на хартија. Да се воспостави систем кој што ќе овозможи сериозно економско зајакнување на жените, па дури и пред напуштање на кругот на насилството, значи да се работи со жената на психолошко и економско зајакнување за таа да биде охрабрена и потоа да може да истрае и во постапките и да може да истрае, да речем, нели, да се чувства доволно силна да не мора да се враќа повторно кај насилникот. Многу е важно државата да превземе таа обврска, како централната власт, така и локалната власт, да економски се овозможат мерки кои што ќе помогнат на жената да економски се заекне, да биде финансиски независна, да има простор за домување кој што нема да зависи од насилникот кој што го вршил насилството, за да може да се прекине кругот. Затоа што многу често ни се случува кога една жртва на физичко насилство, ако е тоа телесна повреда, се гони по предлог на жртвата. Жртвата ќе пријави во полиција. Можеби институциите ќе отпочнат постапката. Меѓутоа насилниците веќе многу добро знаат дека ако извршат доволно притисок врз жртвите, тие ќе се откажат и кога ќе се откажат жртвите од гонењето негово пред институциите и институцијата не може да продолжи понатаму. Така да ние ако овозможиме систем да жртвите доволно зајакнат, да таа се чувствува безбедна, сигурна, значи има простор каде што се чувствува безбедна, решено е стамбеното прашање, решена е економската ситуација, тогаш таа жена нема толку да се плаши да опстане до крај во постапката, за да не има поддршка за низините деца, затоа што многу често се случува насилниците да манипулираат со жртвите и преку своите деца. Македонија овој 8 март го дочекува со поразителна статистика. Жените се жртви на насилство во 79% од случаите. Само 38,3% од вработените лица се жени, 28,5% од имотот во државата е во собственост на жени. Условите за обезбедување на пензија од државата ги исполнуваат 41% од жените, а 66,4% од неплатените семејни работници се жени. Дали ваквите бројки се досега кажаното ќе ги алармираат надлежните, но и ќе ги потикна жените за поголема ангажираност за себе, или пак на водната родова еднаквост, и натаму ќе се гледа само еден ден во годината, преку подарено цвеќе и вечера по рестораните.